За жал мора да констатирам дека вечерва, односно во тек на целиот ден, господјата Катица Јанева направи исклучителен преседан во низата преседани кои ги правеше и досега. Ова е најголемиот преседан, доведувајќи ја во прашање националната безбедност и безбедноста на граѓаните на Република Македонија. Упадот кој се обиде да го направи во просториите на Управата за безбедност и контраразузнавање, при тоа правејќи си приватна партиска политичка забава со генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз, резултираше со нервозни изјави, со подигање на тензиите внатре во Министерството за внатрешни работи, со некоректно и вулгарно однесување кон вработените во Управата за безбедност и контраразузнавање и поедини раководители во Министерството за внатрешни работи. Иако цел ден господјата Јанева го помина во Министерството за внатрешни работи, првенствено седејќи на кафе кај генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз и при тоа го прекрши и законот за влада, не наоѓајќи за сходно да ме информира дека се наоѓа тука и со која цел се наоѓа, веројатно додека да добие на време за да се договорат што да прави и како да си прават забава, а имавте прилика да видите директорот Чавков ви покажа како против законито се формираат комисии во Министерството за внатрешни работи, кои треба врз основа на мислењето на Јанева да се мешаат во работата на Управата за безбедност и контраразузнавање, да се ангажираат единици алфи кои покрај што се доаѓа до сознание, односно до чиста слика за тоа зошто беа последните смени во Министерството за внатрешни работи, особено во единицата алфа, можеме да заклучиме дека дури по 4 часот попладне откако успеа да обезбеди судска наредба за тоа што сакаше да го добие, господјата Јанева дојде во Управата за безбедност и контраразузнавање, на професионален и коректен начин беше прифатена од вработените во Управата и директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање и беа понудени да и се стават на располагање сите документи кои ги бараше, односно информации, со основна забелешка дека поедини информации поради тековни активности за посебни истражни мерки кои ги спроведува Министерството за внатрешни работи, особено Управата за безбедност и контраразузнавање, се однесуваат на заштита на националната безбедност, заштита од тероризам, дека не можат да и се стават на располагање, односно не може да се диференцираат по однос на техничката можност која би требала да се обезбеди за да се заштитат тие податоци. На тоа имавме прилика да слушнеме грст вулгарности, некоректен однос кој не доликува на еден обвинител кој треба да представува јавна институција и на кој некој му дал довербата го работи тоа што го работи. Туку видовме едно искажување на лични фрустрации, навредувајќи ги вработените во Управата за безбедност и контраразузнавање, но личните навреди може и да поминат кај секого поединечно, но навредата кон државата, кон безбедноста на граѓаните, она што ги загрозува животите и на граѓаните и на оние припадници на Управата за безбедност и контраразузнавање кои работат во моментов на посебни истражни мерки, работат на посебни случаи кои се однесуваат на загрозување на државната безбедност, е преседан кој тешко можеме да го разбереме, но и покрај сето тоа, Управата за безбедност и контраразузнавање и директорот на Управата стојат на располагање на господјата Јанева да ги дадат сите податоци кои се бараат согласно судската наредба која е добиена, повторно напоменувам, доцна попладнево за да може да се работи. Така да манипулациите со кои се обидува да внесува немир кај граѓаните господјата Јанева паднаа во вода и видовме само еден политички циркус, еден пропаднат обид за политички циркус во соработка со СДСМ. Имам професионална обврска да ја информирам македонската јавност за причините поради кои што јас се појави во Управата за безбедност и контраразузнавање и должен сум да дадам соодветен одговор на прозивањето од страна на Катица Јанева, односно за нејзиното посочување дека директорот на Бирото за јавна безбедност не знае од кои причини е во Управата за безбедност и контраразузнавање. Еве македонската јавност ја информирам дека 3 се причините поради кои се појавив јас во Управата за безбедност и контраразузнавање. Едната причина е тоа што прв пат во мојата професионална кариера се среќавам со ситуација да министар за внатрешни работи
формира комисија за да се спроведе наредба за примена на посебни истражни мерки, односно за влез во компјутерски систем. Тоа е работа на правосудна полиција. Со тоа покажуваат елементарно непознавање на законот за кривична постапка. Мојата грижа беше од причина што дел од таа комисија, односно членови во таа комисија се припадници на Бирото за јавна безбедност, за кои јас немав никаква информација дека се ангажирани. Моја должност е да се борам за професионалните принципи, за владењето на правото и да посочам дека овие колеги не треба да бидат злоупотребени, односно не треба да бидат доведени во ситуација да го прекршат законот. Тоа е едната причина. Втората причина е добив информација дека, како што видовте на фотографијата, припадници на единицата Алфи биле распоредени неколку тима во околината на Министерството за внатрешни работи, а некаде во 14:30 часот влегле и во Министерството за внатрешни работи, односно се поставиле пред Управата за безбедност и контраразузнавање. Зарем ова ви личи на полициски службеници? Дали ви личат овие на полициски службеници? Тоа се истите луѓе кои што поради разни објективни причини биле отстранети на времето од единица Алфи, а сега Оливер Спасовски ги врати. Имало и расправи пред нивното ангажирање, бидејќи имало инсистирање од нивниот командант да дојдат и со автоматски пушки, така да граѓаните на Република Македонија мора да ја знаат вистината и да знаат со што ние се соочуваме во текот на целиот ден. Третата причина поради која јас се појавив тука е мојата грижа и загриженост за актуелните посебни истражни мерки кои што се спроведуваат. Наредбата што е добиена од судот, односно од судија, се однесува од 2008 година до 31.12.2015 година. Во тој период практично влегуваат и актуелни посебни истражни мерки кои што се спроведуваат по различни области на криминал, организиран криминал, тероризам и така натаму. Така да моја исто така професионална обврска беше да посочам на тој факт и да кажам дека има огромни ризици и за системот, бидејќи ако нестручно се манипулира со самиот систем, може да дојде до прекин од една страна, а од друга страна не треба да бидат офатени и овие податоци за овие посебни истражни мерки кои што се актуелни до ден денешен и кои што се уште се водат. Така да тие се причините поради кои директорот на Бирото за јавна безбедност се појавил во Управата за безбедност и контраразузнавање и одговорно тврдам дека моја професионална врска е и да се појавам, но и да информирам македонската јавност за конструкциите кои што денеска се правеа од страна на Катица Јанева. Не сакам да навлегувам во незината нестручност и тоа што веројатно се уште има проблем со употребата на поимите од Законот за кривична постапка, но сакам да кажам дека навистина се обидува и сакаат да создадат перцепција во јавноста дека навистина некој во Управата за безбедност и контраразузнавање ги обструира. Не е точно. Самите сватија дека од системот од каде што сакат да ги извлечат податоците и не се тоа имиџи како таа што тврди, бидејќи не се познати работите, туку се работи за експорт на податоци, а тој систем не е собственост на МВР, не е собственост на Управата за безбедност и контраразузнавање. Напротив, собственост е на операторот и само овластено лице од операторот може да пристапи до тој систем за да може безбедно да се извлечат податоците кои се потребни. Така да самите се уверија и самите во текот на доцните попладневни часови или надвечер испратиле писмо до операторот, барање за да добие овластување нивниот представник во Македонија. Меѓутоа не сум сигурен дали нивниот представник во Македонија ќе успее да ги издвои посебните истражни мерки, податоци за посебните истражни мерки кои ги бараат од 2008 година, а при тоа да обезбедат системот да не прекине со работа и да обезбедат издвојување на актуелните посебни истражни мерки. Така да уште еднаш сакам да потенцирам дека сите конструкции и сите посочувања и према мене се со апсолутна тенденција и субјективизам.